Но дека јас имам можноста да го искористам овој прекрасен ден, вие имате можноста да го проследите новото издание на емисијата Urban Life. Затоа не го менувајте каналот и проследете го новото издание на емисијата Urban Life и новите содржини кои што одбележа изминатата недела. А сега следува прилог кој што го подготви мојата колешка Теодора. На 4 април, во петок, ќе се одржи традиционалниот музички фестивал Гимфест во организација на Гимназија Мирчацев. На овој фестивал ќе настапат 18 солисти кои ќе бидат поделени во 3 блока од по 6 песни. Сите средства кои ќе бидат собрани од билетите од овој Гимфест ќе бидат подарени во хуманитарни цели. Покрај хуманитарниот карактер кој го има Гимфест содржи натпреварувачки карактер, па така најдобрите 3 солисти ќе бидат наградени со прва, втора и трета награда. На Гимфест 2014 година ќе има специјални гости од Скопје, тоа се европските шампиони во танц Битрикс Кру. Ја користам оваа прилика да ги поканам сите оние хумани луѓе, но и луѓе кои сакаат да слушнат убава музика, да ни се приклучат и заедно да уживаме во овогодинешниот Гимфест 2014 година. Изминатата недела имавме можност да присуствуваме на уште една промоција на книга чиј автор е Филип Димковски. Заледените езера, планинските очи. Планината шепоти. Да, тоа е планината, чија убавина нема крај. Со сите своји убавини, таа е природен рај. Таа може со величественост да се докаже. Но шепоти. Таа има со што да се покаже. Пак шепоти. Пак шепоти.
на вистина, волшебна, шепоти. Екипата на Urban Life и јас се наоѓаме на промоцијата на најновата книга на поетот Филип Димковски. Тој тука до мене, ученик во Средното општинско училиште гимназија Мирче Ацев, ја издава својата втора книга поред ако не грешам, Божилак на исконот. Тој ќе ни каже нешто повеќе околу тоа и од каде ја црпеше инспирацијата за оваа книга. Благодарам. Инспирацијата за книгава е природата, која е наша мајка, наш создател, наш искон, праизвор. И уживав додека ги создавав стиховиве, нема многу да откривам, само ќе кажам дека е убаво да се прочита за читателот да ја почувствува среќата што имав додека јас ги создавав овие стихови. За оние кои што се заинтересирани за содржината на твојата книга, кажи ни нешто повеќе околу тоа. Книгата содржи 20 песни, римувани творби, посветени на природата и на животот воопшто. Тука ги има моите чувства, мојата љубов кон и она што сакам да го кажам, тоа е дека треба да ја спознаеме природата, да ја љубиме, односно со нашата љубов да ја возвраќаме за сето она што ни го дава. Дали природата е тоа што најмногу те инспирира и за тоа што најмногу што сакаш да пишеш? Мислам дека природата не е само инспирација за творење, природата е инспирација за живот, затоа што таа е нашиот создател, како што реков претходно, и едноставно треба да уживаме со неа и во неа. Јас им препорачувам на сите наши гледачи да ја прочитаат твојата книга, по накнадно ќе имам информација каде можат да ја набават. Ти честитам за оваа книга и ти посакувам уште многу до остварувањето на твоите соништа. Благодарам и им посакувам на сите да им се враќа со убаво, да бидат среќни и радосни и да имаат успеси и да им се остварат сите желби на се она што замислиле. Ти благодарам, Филип. Благодарам. Поезијата на Филип Димковски, нашиот млад поет, ќе слушнете и други стихови од оваа стихозбирка, да речеме Божилак на исконот. Всушност и насловот на оваа нова стихозбирка на Филип Димковски носи во себе метафора. А метафората е природата. Природата која што не окружува, а ние луѓето па сме дел од природата. Колку сме нејзин дел, тоа ние може да го доставиме во секој човекот и да размислува и да се поврзи точно со животот. Понатаму велиме дека поезијата на Филип Димковски, кога спомнуваме за поезијата на Филип Димковски, ќе кажеме дека неговата екзалтираност, неговата воодушевеност од природата дозволува човекот да биде во нејзиното средиште. Па од тука природата влијае врз човекот, посебно кога при поезија ние го чувствуваме мирисот на јоргованот, мирисот на шебојот, на лалето, на трендафилот. Затоа велиме овие се оптимистички стихови кои што влијаат врз сите нас. По барање на публиката, представата Смешна страна на историјата ќе се емитува повторно во недела во 20 часот во Домот за културата Марко Цепенков. Зад тебе сум, Адаме! Овде сум горе! Здраво! Кој си ти? Отке ми го знаеш името? Ти го прочитав во Стариот Завет, во Библијата, сине мој. Инаку, да ти се представам, јас сум Божи. Мило ми Адам! Име. Јас го создадов сето ова на оку. И тебе те создадов, сине мој. Ала! Чинам дека ти е досадно. Така малце досадно ми е, да. А да ти направам јас тебе некаква занимација? Занимација? Одлично! Можеш да ми инсталираш Counter-Strike? Ајде, не можи тоа. Тоа се уште не е измислено. Секој што игра комедии, што го сака театарот, сигурно дека би сакал да глуми во едно вакво остварување, во една ваква театарска комедија. Ние како група веднаш го прифативме текстот и дека сакаме тоа да го сработиме, да изгледа онака како што му е замислено и на авторот, на мене како режисер и на останатите како театарска група. Го спремавме делото, па можам да кажам 3 месеци, интензивно. И, како што кажавте, 2 часа трае представата и не се сомневаме дека има тука досада кај публиката. Континуирано текстот е хумористичен и не остава простор за издичка кај публиката.
Море, буша! Абе, дай кибрид, ти викам плитско да запало. Аби така кажеш, што го укаш. Мислам дека љубовта кон театарот, сите тоа не спои, бидејќи според мене мислам дека недоволно е кај нас развиена уметноста, театарот. Сега мисламе дека е покачена на некое поголемо ниво, има повеќе театарски представи, но мислам дека тоа е тоа. Сите имаме љубов кон театар, она што се доживува на сцена, мислам дека не може да се опишеш со зборови кога публиката ти рако плеска на тебе. Мислам дека тоа чувство не води сите, љубовта кон театарот. Животот на даските, што би рекле нели некој, мислам дека тоа. Ке се трудиме да правиме се вакви, уште повеќе вакви проекти големи представи, доколку народот е задоволен од нас, доколку успеваме да ги насмееме, како што успеавме и сега да го задржиме нивното внимание. Ние понатаму ќе продолжиме, ке се трудиме дали преку представи, дали помеѓу нешто, некои кратки, како што кажавме, скечови, што пробавме нешто да правиме. Верувам дека јас би сакала и верувам дека ќе се потрудам и дека ќе обстоиме како група, па и јас како дел од оваа група. Марија Магдалена, царе! И што сакаш? Веќе ви го прочитам обвинувањето што ми го даде од внатрешни. Чита! Лицето ММ, односно ова овде присатнава Марија Магдалена, царе, е начекана во МПЦ, Малското пазариште, царе, кај што продава јајца за ПДП. 5 денари парче, царе. Со што ја прекраши наредбата на лицето ЦИЦ, Царов изрод, царе. Јајцето после цветници да се продава за ДПА, односно дупло поскапо, царе. Што звонаш? Ти умари, гуско една! Да ни несиш па ти продаваш за ПДП! Има уште едно обвинување, царе. Оре криминалец! Читай! И за крај, голем поздрав до најдоброто фризерско студио Крешо и бутикот Ивери, кои што се пријатели на нашата емисија. А ви останете со програмата на Канал Визија до наредната среда. Чао, чао!